Здраво и добре ден на днешната епизода во која што ќе зборуваме за премиум продажба и доколку се наоѓаш до 30.000 евра годишна заработувачка, годишен промет или односно профит, а имаш желба да стигнеш до 100 и повеќе 1000 евра на годишно ниво, се што ти треба е она до сега што зборувавме во минатите подкаст епизоди и доколку до сега не си ги прегледал, слободно наврати се назад по видеата и она за што ќе зборуваме денеска, рековме дека ќе зборуваме за премиум продажба. Сега што е интересно. Пред да започнеме, сакам да ти дадам неколку реченици кои што можеби ќе ти го променат животот и колку подлабоко навлезеш во оваа тема за која што ќе зборувам, толку побрзо ќе успееш да напредуваш конкретно во делот на продажбата. Значи, првата изјава гласи: колку заработуваш и колку продаваш е еднакво на што мислиш за себе. Уште еднаш ќе кажам, колку продаваш и колку заработуваш е еднакво на она што го мислиш за себе. И знам дека ова звучи малку потешко и ќе речев дека нема никаква врска, но веќе од соработка со стотици клиенти, верувај дека ми поминаа луѓе кои што имаат одлично техничко познавање, но продажбата им е слабост. Од друга страна, запознав одлични клиенти, одлични компании кои што произведуваат навистина квалитетна услуга, кои што навистина решаваат огромни проблеми, но она што најчесто го забележувам е дека најголем дел од луѓето имаат мака и мака мачат да дојдат до премиум клиенти и да затворат премиум продажба. Сега, постојат различни теории. Некој вели продавач се раѓа, некој вели продажбата е вештина, некој вели продажбата е наука. И јас се согласувам со што и да кажеш, но едно е важно, повторно ќе кажам. Што ти мислиш за себе е еднакво на колку ти ќе бидеш добар продавач и колку тоа ќе го продадеш, на крајот на денот ти наплатиш. Но, што е поентата за премиум продажба? Во премиум продажба најпрво треба да знаеш дека се живо што до сега си учил за продажба, се живо до сега ако си посетил тренинзи, тактики, техники, затварање, продажба, не знам што. Ако до сега си читал книги, купови, како да продаваш, како да убедуваш, како да не знам што, те молам, земи и фрли ги во ѓубре, оти тоа е најголемата глупост. Премиум продажбата се базира на одбивање, а не на гурање. Значи, премиум продажбата се базира на одбивање, а не се базира на гурање. Еве сега ќе ти го објаснам ова. Сигурен сум дека во животот си имал искуство 100 пати, нели, до сега како 100, можеби 100 пати во неделата ти се случува, да ти бидеш клиент и да купуваш некаде. Што најчесто забележуваш? Најчесто забележуваме е дека луѓето најчесто зборуваат на ист речник, користат исти финти или никакви, и дека најчесто луѓето не убедуваат колку е ова подобро од ова, дали треба сега да купиме, зошто ова, а не зошто тоа. Најчесто не убедуваат што треба ние да купиме. И сега што е интересно во продажбата, во премиум продажбата. Ако ти како клиент одиш да купиш било кој производ или услуга и одиш на 10 места да купиш, да речеме, тражиш некој специфичен производ или услуга и ти разговараш со 10 луѓе и сите 10 луѓе ти викаат: ние сме најдобри, ние сме најевтини, ние сме најквалитетни, користиме германски материјали, имаме огромна гаранција, имаме одличен тим, за нас клиентите се важни, нас не ни е важно колку ќе заработиме со мала заработувачка, нас ни се важни клиентите, задоволството пред се и супер. И сега одиш во друг продавница или разговараш со друг продавач, најбитно, и он истото ти го зборува. Ние сме најквалитетни, ние сме најуслужливи, ние сме најдобри, Одиш на трето место, повторно исто. 10 места разговараш и сите 10 луѓе ти зборуваат на идентичен начин. Дали се согласуваш со мене дека како купувач, ние кога сме како купувачи, имаме проблем на кој од овие 10 ние да му веруваме? Факт е дека сигурно некој од овие е поквалитетен, понеквалитетен, некој е поевтин, некој е поскап. Факт е дека некој е супер, а некој е лажго. Ама како ние да знаеме кога сите зборуваат на ист речник? Овде започнува драмата
И за жал, за најголем дел од предприемачи и продавачи, ова цел живот го вртат нон-стоп, зборуваат едно те исто, едните исти работи, најефтин, најквалитетен, и никогаш не ја менуваат лентата, што значи дека никогаш не напредуваат во продажба. Затоа, она е што сакам да ти го истакнам. Во премиум продажбата важи правилото: све до сега што си учил, све до сега што си научил, све до сега што си експериментирал и се мачел, прво мораш да го заборавиш, за да отстапиш место за ова јас денес ќе ти го кажам, за да можеш да го прифатиш, благо да го експериментираш, да го применуваш полека и забележи ги резултатите. Дали ова што зборува Александар има смисла или Александар што не зборува нема смисла, а дали има смисла или нема, види јас ова го користам и функционира. Изградив 6-цифрен бизнис и ми е одлично. Истото го прават и моите клиенти, значи функционира. Дали ти веруваш или не, оставам на тебе. Сега, реков дека продажбата, во премиум продажбата, се базира на одбивање, а не на гурање. Сега да ти објаснам што значи одбивање, а што значи гурање. Гурање значи убедување, земи ова, земи тоа, вакво тако, се примери до сега што ги зборувавме. И факт е дека ние луѓето сите сакаме да купуваме, но не сакаме некој да ни продава. Исто како и што луѓето и твоите вработени, сите сакаат да заработуваат куп пари, ама никој да не се бави со продажба. Малку е чудно. Нормално, затоа што луѓето имаат предрасуди према продажбата, гледаат секојдневно околу нив идиоти од продавачи кои како папагали повторуваат по 100 пати, ни гураат под нос, не убедуваат и нормално едноставно не ја сакаат луѓето продажбата. Но само да те подсетам, како што имавме 9 сегменти во секој еден бизнис, продажбата е крвоток на секој бизнис. Нема продажба, нема бизнис. Значи продажбата нас ни е потребна. Ако твојот клиент е на една позиција, има прекумерна тежина, сака да направи објект, сака да купи кујна, сака да има мебел, сака да има веб-сайт, сака да има добар маркетинг, сака да има веб посети 100 на ден. Небитно што е таа желба негова, почетна позиција, а сака да стигне до Б, минус 20 килограми, 1000 посети на ден, идеална клима, идеална кујна, небитно што и да е. Ова растојание помеѓу точка А и точка Б е мостот кој што ти и твојот тим можете да му помогнете, но само под услов ако клиентот плати. Ако не плати, како да му помогнеш ти да ослабе? Ако не плати, како ти можеш да му помогнеш да му направиш куќа? Ако не плати, како ти ќе му помогнеш да направиш веб-сайт? Значи, се почнува и завршува со зборот продажба. Ако е важна продажбата, тогаш ајде да одиме малку во детали, да видиме што стои позади сцената и се овој концепт ќе се потрудам во пола сат да ти го објаснам и да ти ги откатнам тајните. Ако си до сега окей, одиме понатамо. Сега рековме дека убедување е едно, гурање, сега да видиме што тоа значи одбивање. Првиот чекор во одбивањето е мајндсетот, во глава. Ако ги гледаше претходните епизоди, сега знаеш зошто ни е важно целна публика, целна група. Ако го гледаше истојот тој тренинг, или односно подкаст епизода, јасно ти е зошто ни е важен идеален клиент. Ако ги гледаше претходните, знаеш дека ни треба една понуда, а не 100. Ако ги гледаше претходните, знаеш дека нас ни треба скалабилна понуда, а не ни требаат 100 килави понуди. Значи, се ова имаше смисла. Сега, ако ти знаеш дека кога одиш на продажен разговор или клиентот доаѓа кај тебе, влегуваш со став, наместо да му гурам, да го убедувам, да му ги земам парите, твојот мајндсет гласи: ајде да видам овој соговорник пред мене, дали едноставно е мојот идеален клиент за соработка. Уште еднаш ќе ти кажам, дали мојот овој потенцијален клиент е идеален за соработка со мене. Што ова значи? Ова значи идентично како кога склучуваш брак со партнерка. Ги гледаш предностите, ги гледаш недостатоците, па донесуваш одлука. Тоа значи дека кога бираш соработка, кога продаваш, не гледаш само да ти биде секој клиент и да му ги земеш парите, туку ти е важно
дали овој клиент сега, што ќе го одберам, е свесен дека има проблем, бара решение и е подготвен да плати со време, пари и енергија. Ако овие три работи ги нема во тој потенцијален клиент, само едноставно го враќаш. Му викаш, пријателе, гледам дека немаш финансии, не си за мене. Гледам дека ти сакаш да платиш, ама не сакаш да вежбаш. Јас не можам да ти помогнам. Гледам дека сакаш, имаш пари да платиш, гледам дека сакаш да вежбаш, ама немаш енергија, не сакаш да истраеш. Значи, не е доволно човек само да биде свесен дека има проблем, не е доволно само и да бара решение, туку е важно да биде свесен дека треба да плати со време, пари и енергија. Ако нешто од ова недостасува, тој не ти е идеален клиент. Што се случува во пракса доколку прифатиш ваков клиент? Ако примиш неподготвен клиент, некаде во соработката ќе се види доцнење со плаќање, неуредна документација, пролонгирање на состаноци, ти се договараш за еден рок, тој е до никаде, те притиска за работа, он е до хаос. Значи, каква е таа соработка? Никаква. Знаејќи го од ова, колку клиенти ти поминале, кои што те брзале, па испаднало дека они у претходните фази се за никаде. Дека имаат желба, а немаат можности, токму за да не си го нарушиш ти твојот комодитет и да примиш што повеќе луѓе на кои што можеш да им помогнеш, а не кого било, за да си го заштитиш бизнисот, тимот и се останато, потребна е селекција, филтер. Кој е за мене, кој не е за мене. Кој е за мене, кој не е за мене. Ова е моментот во продажбата кога влегуваш со мајндсет, ајде да видам дали е овој клиент подготвен за мене и да видам дали јас сум најдоброто решение за него. Значи, кога ти на продажен разговор влегуваш со мајндсет да одбиеш, е сосема нешто друго отколку да влезеш под насила да продадеш. Кога влегуваш да продадеш на сила, затоа што ти се важни парите, затоа што ти сакаш нов клиент, ти си врзан емотивно за продажниот разговор. Што значи емотивно врзан за продажен разговор? Не ги слушаш пораките кои што ти ги кажува дека нема пари. Не ги слушаш пораките да ти каже дека нема време тоа да го направи. Не ги слушаш пораките кои што ти кажува дека е во хаос, дека не знае што сака, дека не знам што. Значи тие работи ги игнорираш. Само се врзува се емотивен кога ти кажува он ќе сака, да, супер. И ти само викаш, го добив, еве имам клиент, ќе го решам проблемот, еве имам уште еден клиент. Значи ти не ја гледаш реалноста, туку го гледаш посакуваниот исход, а тоа е да ја затвориш продажбата. Кога ќе зборуваме за масовна потрошувачка, кога ќе зборуваме за продажба лепи млеко, кога ќе зборуваме за продажба на големи производи, ова е сосема во ред, не ти е гајле кој што е, на ти пари, дај ми чаша, пријатно. Немаш што да соработуваш со него. Колку е чашава Александар? 100 денари. На 100 денари, на чашата, пријатно. Ова што го зборував, можеш да го примениш таму. Но ако ти треба да го продадеш чашата, односно услугата, и со тој клиент да соработуваш ден, 2, 3, недела, месец, година, заради скалабилната понуда, заради вредноста негова од 10, 20, 50, 100.000 евра на месечно, на годишно, на трогодишна соработка со тебе, а не еднократна, тогаш мораш да внимаваш. Дали овој човек ми е окей за долгорочна соработка? Дали кога јас би бил на негово место би го одбрал и би го прифатил ова? Значи, гледај, бараш зошто овој клиент не е добар за тебе, дали нешто му недостасува и погоди. Ако не пронајдеш ништо што не чини, тогаш прифати го со две раце. Ова е премиум продажба. Да барам зошто овој човек не е добро да соработува со мене, а не јас да го гурам, аман жити мајка, купи. Зошто е ова важно? Еве сега ќе ти кажам. Во животот, оној денес што го живееме, не е ништо променето илјадници, милиони години наназад. Ако се вратиме наназад само кога сме живееле во заедници, во пештери, кога сме биле ловци и готвачи и останато, значи без фрижидери, без струја, што ќе уловиш, тоа ќе јадеш, нели? Ништо живо не е променето до денес. Иако живееме во некој си современ свет, имаме струја, вода, телевизија, удобност,
Ништо во суштината на човекот не е променето. Што е важно? Она пошто трчаш, бега. Она пошто трча кон тебе, ти од тоа бегаш. Значи, мозокот како функционира? Кога нешто оди кон тебе, мозокот од него природно бега. Што сакам со ова по пример да ти кажам? Ова е цела наука и психологија. Што сакам да ти кажам? Кога ти гураш и убедуваш човек нешто да купи, природно тој човек бега. Зошто бега? Затоа што е претходно изманипулиран, го зезнале претходно, му ветиле за 10 дена ќе ти биде готов, креветов му донеле за 3 месеци. Му рекле дека вратите нема да му дишат доле, му дишат доле. Му рекле дека нема да му крцка плочките у ВЦ, му крцкаат. Му рекле дека оградата ќе ја направат за месец, проминале 6 месеци, не може да ги најде мајсторите. Значи, сите ние во минатото имаме искуство како нешто не чини. Сме нарачале едно, ни донело друго. Ни рекле за 3 дена, станале 30. Значи, сите ние имаме лоши искуства. Уште, ако рековме на самиот почеток дека 10 од 10 продавачи зборуваат едно исто, а ти имаш искуство со такви 10 од 10 луѓе, а имаш искуство како си изманипулиран, како имаш грешка, проблемот со сите нас и потенцијалните наши клиенти е што веќе не веруваме на слаткоречиви луѓе, особено не веруваме на луѓе кои што сакаат само да ни влезат во джеп. Ова во премиум продажба го познаваат луѓето. Премиум човек ова го познава. Зошто? Затоа што не станал премиум, затоа што тебе ти треба премиум клиент, туку он станал премиум затоа што нешто научил за ова сега што зборуваме. Бира каде сака да ги даде своите пари, не гледа на цена, не гледа на вредност, гледа само тоа што ќе го плати, за колку време ќе го добие онака како што треба. Тоа е премиум клиент. Значи, само да те вратам назад. Кога имаше девојка или момче, небитно, што се случува во психологијата, во природата? Кога ти се удвараш на некому, што прави другата страна? Лета у облаци, се занесува, дај ми телефонче, не давам, ја не сум лесна. Ајде излеземе, не, она. Значи, кога некој се удвара некому, другиот глуми лудило. Јас сум недостижна, не сум ја за секого, или како и да е. Сега што е интересно? Кога истата таа личност, ќе му дојде него сега, овој удварачов, кога некој него му се удвара, сега само улогите се менуваат. Сега он е тој што е мангупот. Па еве тија вистината во продажбата. Ако ова функционира помеѓу двајца луѓе и е сосема нормално, значи и во премиум продажбата функционира наидентично. Што тоа значи? Дека треба да развиеш доволно добар маркетинг, да имаш огромен број на потенцијални клиенти и ти од нив само да селектираш овој да, овој не, овој да, овој не. Ако немаш маркетинг и ти тропаш на врата и ти нудиш за да нешто продадеш, тогаш, драг мој пријателу, ти си само продавач. Кога овие луѓе, потенцијални клиенти, доаѓаат и тропаат на твоја врата, тогаш ти си сега експерт, а не продавач. Уште еднаш ќе ти ја поврзам цела реченица, слушнеме ме внимателно. Кога ти тропаш на врата, нудиш производ, услуга, како и да е, ладни повици, телефонски разговори, кампањи, како и да е, секогаш кога ти тражиш клиенти, ти си продавач. Не е ништо, не е ниту добро, ниту лошо. Ти кажувам што е премиум продажба. Значи, кога ти бараш клиенти, ти си продавач. Кога клиентите те бараат тебе, ти си експерт. Сето ова што ти го зборувам, без добро функционален маркетинг, не функционира. И ќе речеш, Александар, сега, како ја да се поставам, да зборувам на овој начин, за кој што ќе ти зборувам сега, кога, знаеш, ја тропам кај него, ја сега не можем да му зборувам на овој начин. Така е, затоа што имаш една задача незавршена, која што се вика маркетинг, а маркетингот ти носи маса на потенцијални клиенти. Погледни ме вамо сега. Замисли го, маркетингот е дека треба да ти обезбеди сообраќај. Замисли го. Ова е еден резервар или база.
Замисли дека ова навидум како кофа слика, замисли дека ова е еден резервар. Тоа се база на твои потенцијални клиенти. Замисли во овој резервар имаш добар маркетинг кој што ти генерира потенцијални клиенти. Потенцијални клиенти. Дали овие ќе ги добиваш од YouTube, Instagram, Facebook, имейл маркетинг, врата на врата, уста на уста, препорака, небитно. Значи, да имаш систем кој што ќе доаѓаат овие твои потенцијални клиенти, да доаѓаат во овој резервар, во оваа кофа. Сега што е разликата? Дали ти ќе тропаш од врата на врата и ја нудиш твојата услуга, или ќе направиш добар маркетинг кој што самиот ќе ти генерира потенцијални клиенти. Ова е премиум продажба. Кога резерваров ти е полн, ти си мангуп, со овој сакам да работам, со овој не сакам да работам, со овој сакам да работам, со овој не сакам да работам, со овој сакам да работам, со овој не сакам да работам. Значи, од море на клиенти, ти имаш простор да бираш со кого. Прашањето мое е следно. Ако ти немаш резервар, сакаш да работаш повеќе, сакаш нови клиенти, сакаш повеќе промет, сакаш повеќе добивка, сакаш повеќе работа, што е нормално, а немаш готови потенцијални клиенти, дали ти му се тресеш на секој клиент? Дали ги обараш критериумите? Дали ги обараш цените? Дали ги обараш условите на соработка? Значи, само одговори на ова прашање. Дали би се однесувал поинаку кога би знаел дека секој ден имаш нови 10, 20, 100 клиенти на располагање? Дали би имал самодоверба да речеш, брат, испод ова е цена не. Ако сакаш, окей, ако не, тоа е тоа. Би имал, така е. И ти би сакал така да функционира, нели? Да можеш да имаш денеска 10 разговори и викаш, окей, од овие 10 ја 20 ќе имам. Само да видам кој од овие 10 сакам да ги имам. Значи, ако си сигурен дека денеска ќе оствариш X продажби, ти си спокоен и ти имаш самодоверба да кажеш, пријателу, условите на плаќање се овие, 100% авансно ги имаш резултатите. Не почнуваме. Ти би имал сега храброст ова да го изговориш. Ама пошто овој дел не ти функционира, ти мораш да ги спушташ критериумите и после се мачиш да наплатиш. Немаш пари за вработените, не можеш да не филозофирам, се ти е јасно. Сега што е поентата? Од ова овде, што се нарекува сито, како еден по еден од овие клиенти да ги затвараш. Затоа нас ни треба премиум продажба. Одиме назад. Сега. Да предпоставиме дека маркетингот ти функционира одлично. Да предпоставиме или само замисли. Секој Божји ден имаш 10, 20, 50 луѓе кои што чекаат на ред да соработуваат со тебе. Дали сега си окей, дали си опуштен сега, знаеш дека ќе затвориш денеска продажба, знаеш дека денеска ќе направиш промет колку сакаш, дали ти е окей, би се чувствувал малку по-окей, поодморно, без притисок, нервоза? Така е, нели? Би. Супер. Значи, тоа ти го дава маркетингот. Сега, што е интересно? Кога ти, нели, доаѓаат клиенти, ти си експертот. Кога ти тропаш, а немаш база, ти си продавач. Еве ти го концептот што се случува во природата, а малку од луѓето размислуваме за ова. Ајде да видиме што е тоа. Во секој еден од нас човек имаме најмалку 3 улоги кои што ги играме во текот на денот. Во секој ден, во секој момент, во секоја секунда, ние играме овие 3 улоги, ги играме без да сме свесни. Обавезно ги играме овие 3 улоги. Едната улога е возрасен, втората улога е родител и третата улога е дете. Овие се 3 улоги кои што ги играме на психолошка база. Значи, его состојба на возрасен, его состојба на родител, его состојба на дете. Што сакам да кажам сега? Ќе речеш, па да, ја не сум родител. Да, ама во тебе го има родителот. Ама ја веќе не сум дете, имам 40. Да, но во психолошка база, во одреден момент од денот, ти си во его состојба на дете.
Сега слушни ме внимателно. Кој ја има командата во донесување на одлуки? Дете, возрасен или родител? Дете сигурно не. Кога доаѓа клиент, он има пари, он плаќа за твоја услуга и он е од улога на или возрасен или родител. Да предпоставиме дека од улога на возрасен. Како возрасен се однесува со дете или со друг човек? Дај ми понуда, колку е попуст, како соработуваме, не, намали цена, дај ова, а ова колку е, а доколку работите, а кои материјали, а како е тоа? Значи, кој поставува прашања авторитетно? Возрасен или дете? Возрасен. Дај ми понуда, на понуда. Колку е ова, толку е тоа. До кога ќе го правите? До заутре ќе направиме. Дај ми попуст. Ја сваќаш поентата? Детето има желба, а возрастникот го контролира разговорот. Затоа во премиум продажба гласи првото правило. Кој поставува прашања, го контролира разговорот. Кој го контролира разговорот, ја добива играта. Значи, ако ти си продавач, ти немаш никаква контрола на разговорот, само збориш, трупаш глупости што треба и не треба, и кога ти ќе ги потрошиш сите зборови, ти немаш никакво оружје. Сега ја има целосна контрола возрастниот. Што збори возрасен? Ако ми направиш попуст за овие, ќе соработуваме. Ако не, не. Детето сака чоколадо, сака награда, ти сакаш пари, сакаш да ја добиеш продажбата, влегуваш во ситуација на дете и ги прифаќаш неговите услови или едноставно се нервираш. Ете, сите ми обараат цена, сите ова, сите вака, сите така. Значи, првото правило е да направиш еднаквост. Што значи еднаквост? Не можеш ти да го контролираш разговорот со мене. Мора да бидеме рамноправни. Нити јас сакам да бидам од улога родител или возрасен, да те потчинам, ама не сакам ни ти мене да ме контролираш, односно да ми кажуваш гачки, затоа што имаш моќ, парите се у тебе, па ти да ми кажеш дали ќе соработуваме или под кои услови. Океј, парите се твои, но услугата е моја. Ако сакаме да имаме соработка, мора да бидеме еднакви. Значи, знатрото правило е најпрво да воспоставиме контрола. Кој е овдека кој? Па затоа, кога правиме продажба, во премиум продажбата гласи следно. Јас мора да те научам како сакам да се однесуваш со мене. Уште еднаш, јас морам да те научам како сакам да се однесуваш со мене. Имаме само неколку секунди, неколку минути во еден продажен разговор. Јас морам веднаш да ти кажам како сакам да се однесуваш со мене. Оти гледај сега. Ако ти си одел на 10 места и сите зборувале на 10 начини, јас морам да ти покажам различност, дека јас не сум како овие 10. Морам да ти покажам различна дискусија, различно однесување, различна комуникација, за да се издвојам од тие 10. Инаку нема да ми веруваш. Како ќе ме, ако јас сум 11-тиот ист, како да ме препознаеш мене дека јас сум најдобриот ресурс? Значи, јас немам други елементи, освен како ќе зборувам и како ќе се однесувам. Тоа е премиум продавач. Сега, како јас можам тебе во рок од неколку секунди да те научам како ти да се однесуваш со мене? Ако ти си одел во претходно 10 места, си бирајал понуди и си размислувал, се разгледувал, и тоа го правиш тој начин, купуваш цел живот на тој начин, јас имам само неколку секунди да ти кажам дека не е таков начинот на кој што сакам јас да продавам. Како тоа можеш да го направиш? Така што ти мораш да му дадеш неколку воведни зборови. Добар ден, господине, мило ми е, супер, одлично. Дали може да се договориме како ќе изгледа овој продажен разговор? Најпрво ќе ти поставам неколку прашања за да видам дали си одговараме за соработка или не. Може би ќе ти поставам неколку чудни, тешки прашања кои што до сега никој не ти ги поставил. Може би ќе те потпрашувам за некои други работи и за момент ќе се почувствуваш непријатно. И тоа е сосема во ред. Но дали е окей? Затоа што само така мислам дека овој разговор има смисла. Една реченица ти кажав во која што му покажуваш дека ти не си како тие 10,
туку имаш нешто различно и едноставно да направиш вин-вин ситуација. Значи, неќем ја ти да ми се правиш важен, затоа што ти имаш пари, не сакам ни ја да ти се правам важен, туку да имаме еднакон вин-вин ситуација. Значи, да видиме како овој разговор ќе изгледа. Што може следно да кажеш? Океј, може би за време на разговорот ќе забележиш нешто што нема да ти се допаѓа. Дали е океј да бидеш слободен и да кажеш: Александар, извини, ова не те разбирам. Александар, ова не ми се допаѓа што го нудиш. Александар, ова не ми е океј. Значи, слободно да ми кажеш нешто ако не ти се допаѓа или не ме разбираш. Но дали ќе биде океј, исто и јас да ти кажам ако некаде забележам дека ти не си најдоброто решение за мене. Ако почувствувам некаде дека, ако сега почувствувам дека нема да биде добра соработката, дека ќе бидам слободен и да ти кажем: извини господин Перо, јас мислам дека не си најдоброто решение за мене, односно не сум ја најдоброто решение за тебе. Што со ова кажуваме? Овде ги поставуваме правилата на игра. Ова Перо не го слушнал никогаш, особено не од аматери, што значи за 2 реченици ти му даваш до знаење со кого има работа. И па токму затоа второто правило во премиум продажба гласи дека храбри сакаат да соработуваат со храбри, јаки сакаат да соработуваат со јаки, премиум луѓе сакаат да соработуваат со премиум клиенти. Значи, ластовица сака да лета со лавцовици, зајче да спие со зајци, кокошка да спие со кокошки. Значи, ако ти сакаш да добиеш премиум клиенти, мораш и ти да се однесуваш премиум. Доколку ти вака не се однесуваш, доколку ти не користиш ваков речник, различен од сите останати, како тој клиент да забележи дека едноставно ти си најдобро решение за него? Како може кој ќе му поставиш прашање да не размислува: зошто ме прашува овој, а што тоа, туку едноставно дека е сосема нормален разговор да видиме дали можеме еден на друг да си помогнеме. Ова е ферплей. Сега, кога ти поставуваш прашања, ти влегуваш од улога на возрастен или на родител. Само имај на ум дека родител советува: не мора да направиш вака, ја мислам подобро така, ја мислам подобро ова, ја мислам подобро тоа, немој да правиш ова, немој да правиш тоа. Секогаш кога советуваш човек за време на продажба, ја губиш продажбата. Секогаш кога советуваш човек за време на продажен разговор, ја губиш продажбата. Еве зошто. Затоа што зборува родител од тебе, но премиум клиент не сака солење, не сака совети. И секогаш кога советуваш без да наплатиш, ти имаш сериозен проблем. Даваш решение кое што можеби не може да те свати што му зборуваш, можеби продаваш кујна, а тој 20 години не сменил кујна, можеби му продаваш вебсајт, а тој немал до сега вебсајт, можеби му продаваш не знам што, а тој се уште нема такво нешто. Значи, како он не е у состојба да те разбере што ти му зборуваш. Уште ако му даваш ти совети, уште бетер го блокираш и он вика: значи ова тогаш е тешко, ова тогаш значи е скапо, значи овде требам да вложам многу жртва, напор. Значи сам си пукаш у нога. Затоа затвори уста и немој да советуваш, прво наплати, па после советуј. Прво наплати, па после советуј. Секогаш кога влегуваш од улога на родител, ти советуваш. Штом советуваш бесплатно, ти го губиш клиентот. Значи, што е поентата? Поентата е, во секој еден продажен разговор, 80% од времето го користиме за поставување прашања, односно фаза на диагностика. Што се случува кога ти одиш на лекар специјалист? Што те прашува лекарот? Од кога почна ова да се случува, од кога те боли глава, дали си забележал нешто кога јадеш па те боли глава, дали нешто пиеш лекови за тоа, дали си имал некаков проблем претходно. Ако забележи супер, ако не ќе ти рече добро, дај ми крвна слика, па немам. Па ајде направиме прво крвна слика. Па ќе му дадеш крвна слика ако забележи нешто супер, ако не ќе ти рече па ајде направиме и вакво испитување, па и такво испитување, па и вакво испитување, па може да стигне едно магнетна резонанца и тумор маркери и чуда. Што прави лекарот? Лекарите се најболи продавачи. Значи, што прави лекарот? За да постави диагноза и лекување, он најголем дел од времето го троши на диагностицирање.
Тоа што ти не си лекар, не значи дека во продажниот разговор нема фаза диагностика. Што значи тоа? Ако еден продажен разговор во просек ти трае половина час, реално или најдобра варијанта би било 20 минути да поставуваш прашања, 5-6-10, а соговорникот да одговара. Ако ти зборуваш 80%, а тој 20%, буквално трескаш глупости и имаш своји проблеми, клиентот е збунет, не купува. Ќе ти рече да размислам, дај ми понуда, доколку работите, ај ќе ти се јавам. Значи, што ти кажува на културен начин? Брат, не ти верувам, трескаш глупости, не знаеш ни ти што сакаш. Ова ти го кажува, ама пошто луѓето се културни, не сака да те повреди, не сака да те навреди, не ти вика, бати глупиот, не знаеш што збориш, ај ти дам ја на друго место, он ти вика, прати ми понуда, дај да видиме, значи, ти сега чуди се, иди на тренинзи, или читај книги за кој ќе ми речеш и ќе ми рече. Значи, заеби глупости. Супер. Значи, што е твојата улога? Во тие 80% да поставиш диагноза. Па да речеме пример, ако ти си фитнес тренер, имаш човек кој што сака да ослабе 20 килограми, што ти би го прашувал 20 минути? Колку време, како, со што се храниш? Каде работиш? Како изгледа еден твој ден? Колку време, не знам, спортуваш или не спортуваш? Колку пиеш течности или не пиеш? Колку редовно спиеш? Со што се бавиш? Каква ти е работата? Каков ти е животот? Во која ситуација се наоѓаш? Следна работа, колку време ти, не знам, пробуваш со диети? Што до сега си пробал? Што до сега функционира? Што до сега не функционирало? Значи, што правиш ти? Ти се интересираш за минатиот настан, што тој правел порано, за да поставиш диагноза, да видиш прво дали овој човек е дисциплиниран или не. Дали мисли дека само ја што ќе му помогнам со еден курс, он ќе ослабе или со една диета. Значи, мора да поставиш диагноза дали овој човек е свесен дека има проблем, дали бара решение или само совет и дали е подготвен кога ќе плати со време, пари и енергија да се придржува во соработката. Сега, кога ти ќе имаш добра анализа, што правел, што функционирало, што не функционирало, затвори уста, не си ти да му кажеш, затоа зашто ова не преш, затоа зашто ова. Тоа него интересира, нити ќе му помогнеш, туку се што треба да направиш да го профрлиш од точка А во точка Б, а тоа е, има плюс 20 килограми, за месец дена треба да има минус 20. Што треба да му кажеш човек? Ако добро те разбрав, ти си сега овде, си пробал тоа, не функционирало тоа, не функционирало тоа, не функционирало тоа, не функционирало тоа. А сакаш да бидеш овде, за 6 месеци идеш на одмор, сакаш да имаш минус 20 килограми, се жалиш не те бера кошули, се жалиш дека не можеш врки да вршиш. Значи, ова е иднината. Па за да те поврзам од овде до овде, ти мене треба да ми платиш, за ја да можам да ти помогнам. Зошто нема потреба никаква техника, туку само искрен одговор во премиум продажба? Затоа што си првенствено искрен човек, си нормален човек. И што му викаш ти? Дај ми пари да ти го решам проблемот. Ако не ми платиш, како да ти помогнам? Мене ми е жал, не можам како подруго. Дали е срамота да му речеш, супер, овде си? Да. Дај ми пари, за месец си овде. Дали е ова нормален разговор? Зошто тогаш измислуваме гачки приказни? Зошто кога имаме некој човек се тресеме, не изговараме? Го гледаш дека треска глупости, стомакот ти вика, овој не ми е идеален клиент, па зошто не му викаш, господин, зошто имам чувство дека ти да го купиш ова нема да се придржуваш? Зошто, господине, ти едноставно имам чувство као да не сакаш да си го решиш проблемот? А тие истите чувства за кои што сега ти ги зборувам. И ја знам и со две раце потпишувам, дека за секој еден разговор ти знаеш што е проблем со клиентот, дали ќе ти плати или нема, дали само бара попусти, дали е дисциплиниран, дали ќе се придржува на рокови. Ти се знаеш, ама го игнорираш. Во премиум продажба не постои ни една тактика, ни една техника, ни една заврзлама. Некој вика, треба за секој клиент да имаш сценарио. Жити мајка, ја треба овде 100 сценарија да имам. Па ако ми рече овој така, ја треба така. Ако овој така, ја така. Ако овој така, дојде ќе се мрднем, кај имам толку памет. Значи, што треба да биде просто и едноставно? Да сватиш само дека и ти си човек, и тој е човек. Тој има пари и проблем, ти имаш решение за неговиот проблем. Ти му го решаваш проблемот, он тебе пари. Едноставно е. Што има филозофија во ова? Имаш 20 вишак,
За месец дена сакаш 20 мањак. Плати ми човек да ти помогнам. Крај. Условот за соработка е следен. Имаш програм, се придружуваш толку, ако ти не се придружуваш, за еден месец немаме килограми. Крај. Сакаш или не сакаш? Значи, многу едноставно. Ако ти забележиш дека нешто ти кажува стомакот, одма чувствуваш ти имаш искуство. Гледаш дека човекот само поставува прашања, сака радозна да е само. Дали радознали клиентите се клиенти? Не. Како изгледа човек кој што ти вика, супер, имам проблем, сакам да решиме, да, колку кошта толку? Изволте. Имаш такви клиенти? Имаш, ама се малку, така е. Знаеш како разговара човек кој е реално клиент? Знаеш човек како треска глупости кога не е свесен дека има проблем и само пробира информации. Зошто не му кажеш? Зошто, господине, имам чувство дека вие сте само само прибирате информации, а се уште не сакате да го решите проблемот? Зошто ми бараш 5 пати понуди кога се уште ти гледам дека не сакаш да не си донел одлука да соработиш со мене? Зошто ти само ме препрашуваш по 100 пати едни исти работи? Имам чувство дека се уште не си зрел за да купиш, се уште не си зрел да го решиш проблемот, а ти ова го знаеш. Значи само ти треба пар муда истото да го изговориш. Еве што ги учам ја премиум клиентите. Еве зошто моите клиенти ги порастуваат цените. Еве зошто моите клиенти заработуваат одма. Затоа што ги вежбам, затоа што им помагам најпрво повеќе да веруваат во себе. Кога човек ќе почне повеќе да верува во себе, тој има повисок мајндсет, појака самодоверба. Кога човек има појака самодоверба, почнува да изговара со храброст тоа што треба. Штом има сигурност, штом има храброст и однесување, зошто да му биде проблем затварање на продажба? Затоа што само е еден природен процес, што треба да му речеш, окей, ова е начин на плаќање, почнуваме тогај, крај. Гледаш колку нема никаква филозофија и тактика. Значи треба мајндсетот да се вежба, однесувањето, односно зборувањето со сигурност, и тоа е тоа. Едноставно е, нели? Супер. Сега, што е важно? Дали имаш клиент или немаш клиент? Слушни ме внимателно. Пред малку го изговорив, но сакам да ти го повторам уште еднаш, за да ти биде совршено јасно. Премиум клиент не купува информации. Премиум клиент не купува можда ќе биде, верувам, би требало. Премиум клиент не купува не знам кога ќе видиме, па би требало да завршиме до тогаш, па би требало да дојдат померки, па би требало до тогаш да направиме со анализата да бидеме готови. Значи премиум клиент не купува недокажано. Премиум клиент купува брзина. Уште еднаш. Премиум клиент купува сигурност и брзина и крај. Како човекот може, ако прв пат те гледа, ако некогаш не купувал вебсайт, ако никогаш не соработувал со тренер, ако никогаш не соработувал со архитект, инженер, адвокат, стоматолог, небитно, никогаш не соработувал. Он како да знае кој е најдобар, кој е најлош? Никој. Но како ние можеме да покажеме, односно ти, така што си само човек со самодоверба, сигурен си дека можеш да му го решиш проблемот, зборуваш со сигурност и со јасност и си го бараш она што е свое. Ми ги свати зашто ти го почнав овој подкаст? Дека колку продаваш и колку заработуваш е еднакво на што мислиш за себе. Ако ти мислиш дека немаш доволно знаење, немаш доволно вештини, дека твоите производи не се баш најквалитетни, ако немаш доверба во твојот тим, ако немаш доволно верба во твојата услуга, крај. Нема премиум клиенти, жал ми е. Исто, како што морам да ти кажам, дека ако направиме, да не станувам сега да цртаме, ако направиме еден
две линии, еден координатен, да речеме. На едната страна горе се знае вештини, знаење, способности. А на другата страна е единица време, количина активности. Ај ќе ти ја нацртам. Ако имаме овде се вештини и знаење, односно способности. Имаш јако знаење, имаш вештини комуникацијски, вештини за извршување на задачи, односно на оперативат. А ова е време, односно количина колку ти активности си направил. Што ова значи? Колку повеќе имаш знаење и колку почесто правиш активности, еве да не ги, еве ги. Гледај каде е резултатот, гледај каде е добивката. Ако ти имаш куп знаење, куп вештини, а малку експериментираш од ова што ти го зборувам, значи ти дадов 3, 4, 5 реченици. Ако не ги користиш, ако користиш еднаш сега, па една по еден месец, па една по 6 месеци, погледни ги ти резултативе. Куп знаење, ама малку акција. Кога овие ќе ги повржеш, гледај кај тие се резултатите. Еве ти га продажбата твоја. Еве ти ја продажбата. Ако овде е 100.000 евра, овде ќе биде 10 евра. Значи, колку повеќе имаш знаење е супер, вештините се стекнуваат со интеракција, но ако ти го експериментираш ова што ти го зборувам, примениш една реченица сега, па втората по еден месец, ништо нема да се промени. Затоа сака вежбање. Дали Новак Ѓоковиќ вежба, тренира, па оди на надпревар? Или Ѓоковиќ оди од надпревар на надпревар и не вежба? Зошто Новак Ѓоковиќ има 9 тренери? За храна, за фитнес, за визуализација, за дисциплина, за не знам што. Зошто има 9 тренери? Будала е да троши пари? Затоа што е професионалец. Зошто ти мислиш и очекуваш дека ќе имаш премиум клиенти, премиум продажба, ако не си прочитал ни една книга за премиум продажба, ако немаш ни еден тренинг за премиум продажба и ако не вежбаш? 10 години си учил за архитект, инженер да бидеш добар, а нула за премиум продажба. Зошто мислиш дека ќе бидеш премиум човек? Не може. И тоа бара знаење, способности, вештини. Ако твојот тим продавачи нема ништо од ова, тренинг, курсеви, вежби и чуда, зошто очекуваш дека на надпревар, односно во продажен разговор, дека ќе ја успее да ја затвори продажбата со леснотија? Едноставно не може. Затоа моите клиенти со кои што соработувам на Mastermind програмот вежбаат со мене, оти не се вежба на клиент, се вежба во вежбална со ментор, а со клиент одиш да затвориш продажба, а не да вежбаш со него. Оти еден клиент може да ти донесе куп клиенти, да ти го расте бизнисот, исто како што еден клиент може да ти врати 100 потенцијални клиенти. И за крај се надевам дека ова ти користеше. Под ова видео имаш пишува тамо линк, newsletter пријава. Кликни, пријави се на таа пријава, бесплатна е нормално. Затоа што повремено, секој месец правам бесплатни тренинзи, Q&A, прашања и одговори, каде што ќе можеш да поставиш прашање, да ти помогнам за скрипта, за продажен разговор, за било што, за сите теми за кои што зборувавме до сега. И се гледаме на следната подкаст епизода. Биди ми жив и здрав и Go Premium. Чао!